Како десерт за вашето утрешно мени, ви предлагаме да подготвите маркова торта. За подготовка на овој десерт потребни ви се следниве производи. 10 јајца. За пандишпани 150 грама шеќер, 200 грама урми, 50 грама печени сечкани лешници, 50 грама кокосово брашно, 1 лажица брашно. За фил 10 лажици шеќер, 2 кесички прашок за пудинг од ванила, 1 литар млеко, 100 грама бела чоколада, 250 грама путер, 2 кесички прашок за шлаг. Потребното време за подготовка на овој десерт е 100 минути. Почнуваме со подготовка на пандишпаните. Ги кршиме јајцата и ги делиме белките од жолчките. Со миксер ги матиме белките. Постепено го додаваме шеќерот. Матиме со миксер додека шеќерот се растопи. Потоа ги додаваме урмите и сечкани на парчиња, кокосовото брашно, сечканите лешници и брашното. Мешаме со лажица додека смесата се соедини. Смесата ја истураме во еден тркалезен калап обложен со хартија и една тркалезна тава за печење обложена со хартија. Калапот и тавата ги ставаме во рерна. Печеме 20 минути на температура од 200 степени. Почнуваме со подготовка на филот. Во тенџере на оган налеваме половина литар млеко. Го додаваме шеќерот. Во садот со 10 жолчки го додаваме прашокот за пудинг. Налеваме и 300 мл млеко. Мешаме со жицата. Размешаниот пудинг го додаваме во завриеното млеко во тенџерето на оган. Мешаме со жицата. И откако кремот ќе добие потребната густина, го тргаме тенџерето од оган. Чоколадата ја кршиме на парчиња. Ја додаваме во тенџерето. Мешаме со жицата додека чоколадата се растопи. Калапот и тавата со испечените пандишпани ги вадиме од рерна. Во сад за матење со миксер го матиме путерот додека стане пенест. Потоа го додаваме изладениот крем. Матиме со миксер додека филот се соедини. На тркалезна чинија за торта го ставаме првиот пандишпан. Ја отстрануваме хартијата. Го премачкуваме со фил. Врз филот го ставаме вториот пандишпан. Филуваме. Со миксер ги матиме прашокот за шлаг и 200 мл млеко. Шлагот го ставаме во готварски шприц. Со шприцот со шлаг го упресуваме страничниот дел на тортата, како и крајот на горната површина. Врз тортата нарасуваме мелени ореви. Украсуваме со бели шеќерни цветови и зелени шеќерни листови. За подготовка на овој десерт нам ни беа потребни 100 минути.
Со овој десерт ви предлагаме да се напиете квалитетно суво бело вино од сортата на грозје Шардоне со арома на овошје и сладника вкус. Се служи на температура од 10 до 12 степени. На крај, напијте се филџан топло и вкусно македонско црно кафе. На здравје!